градинката, имавме можност да посетиме дел од објектот на градинката кој што е изреновиран и е со проширен капацитет, со дополнителен опфат на околу 20 на дечиња и сето тоа е преку општината финансирано. Ние е важно како влада дека навистина се грижиме да ги поттикнеме локалните самоуправи да инвестираат во детска заштита, но и ние како влада инвестираме во развој на детската заштита, посебно во инвестирање инфраструктура на градинките. И може да се каже дека во изминатите 2,5 години вложивме повеќе од 180 милиони денари само за доградба, реконструкција, проширување и изградба на нови градинки. Дополнително за наредната година се обезбедени 105 милиони за инвестиција во инфраструктура во детска заштита во буџетот на Министерството за труд и социјална политика. Паралелно со тоа, не само што работиме на инфраструктура, работиме и на јакнење на капацитетите на вработените во градинките и секако на нивна мотивација, затоа што платите во градинките беа навистина на едно лошо ниво и токму затоа за овие 2,5 години може да се каже просечно дека платата на воспитувачот е порасната околу 5700 денари или со последното зголемување од 21% ги достигнуваме овие 5700 денари, покачување само за 2,5 години на вработените во градинките. Продолжуваме со истата енергија и ентузијазам да инвестираме во нашите деца. Благодарам. Добар ден. Општина Бутел во изминатите 2 години сериозно се зафати за решавање на проблемите во градинките. Благодарност до Министерството за труд и социјала кои што изнајдовме начини да ги средиме работите кои што беа најнеопходни, но се разбира дека и во наредниот период ќе имаме низа активности кои што ќе ги донесеме, можам да кажам, не само на европско ниво, туку на светско ниво. Инаку во изминатите 2 години потрошивме повеќе од 19 милиони денари за реновирање и купување на реквизити потребни за децата. Сум сигурен дека наредните 2 години ќе имаме и нова градинка и сите останати објекти ќе бидат средени. Воедно и се заблагодарувам на турската фирма која што ни донираше, ни среди една училница која што мислам дека ќе биде репер за уиднина да планираме и такви да ги правиме нашите училници кои што како децата така и родителите го прифаќаат начинот на новото работење на градинките во општина Бутел. Благодарам. Ако сакаш, нема. Може прашање набор тема ме интересира за лицето имаше јавен повик. До кај е поставката, зошто уште пред закон завршен? До кај е поставката? Повикот си траеше, повикот заврши, управата за матична евиденција ги има деталите по однос на регистарот кој што е паралелен, така. Она кое што е важно дека владата го усвои текстот на законот, го испрати до собранието, очекуваме во најбрз рок собранието да го усвои истиот закон. Веднаш штом ќе се усвои законот, се подготува протокол за соработка помеѓу сите институции, се со цел навремено граѓаните кои што се во регистарот да ги добијат оние посебни документи, но еднаш кога почекаме собранието да го усвои законот. Господин министер, 50 семејства роми живеат под кале, под никаков услов, под чадори, под најлони. Какви мерки ќе преземате вие како министерство? Вие сте и како медиуми сведоци и ние сите како граѓани сме сведоци дека лицата под кале беа оставени и заборавени со години. Ние како министерство изградивме населба со одредени живеалишта кои што се уште постои. Тие семејства со повеќе од 100 деца се сместени, не само што се сместени во тие живеалишта, туку истите тие посетуваат дневни центри, дел од нивните родители се веќе ангажирани преку општинско корисна работа во општините, се со цел да направиме работно мотивирање и активирање и да ги извлечеме конечно од сиромаштија. Ги примаат сите додатоци кои што се потребни за да може да кажеме на некој начин го остварат месечниот приход кој што би требало да минимумот го задоволи на тоа едно семејство. Секако дека останатата група која што не само под кале, вие сте сведоци дека низ Скопје имаме различни населби, граѓаните дел имаат куќи, но тие сакаат да бидат поблиску до местото каде што или работат или одреден приход остваруваат и тоа се случува, но секако им понудивме во една наша установа да имаат сместување. И таму имаме исто така сместени семејства кои што е локација во Скопје. Не би сакала да ја откривам како точна локација, но постои. Сега секогаш оние семејства кои што се јавуваат како критични им нудиме опции. Дали сакаат во Чичино село, дали во таа друга установа, за да може да ги поддржиме во процесот. Центарот за социјална работа е постојано на терен, соработува, различни семејства избират различни начини како сакаат да го организираат своето живење. Ние понудуваме она кое што во моментот го имаме, но секако дека тие имаат можност да го одбијат и дел од нив одбиваат да бидат сместени во институциите кои што ние ги имаме на располагање како држава.
Да се Благодарам. навратиме, пошто на таа тема истина ме интересира, пошто од Управа за матични книги рекоа дека тие само асистират на овој предлог закон и значи иницијатива е од Министерството. Може да знаеме дали ќе има и државјанство на овие луѓе или само документи за здравствено? Законот е јавно објавен на ЕНЕР, беше објавен, имаше јавна дискусија. Управата за матична евиденција е дел од системот на управата на државата, што значи не асистира на никого, туку се извршува својата основна задача, која што има согласно одредбите во законите каде што таа установа се уредува, и тоа е многу важно да се знае. Дополнително учествува Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика, се со цел тој закон да ги обезбеди граѓанските права. Министерството за труд и социјална политика може да иницира постапки кои што се однесуваат на остварување на човековите или граѓански права на оние лица кои што со години живеат во нашата држава, но не ги остварува овие права од не знам кои причини, едноставно претходната власт немала интерес да го надмине ова прашање. Јас реков дека во мандатот на оваа влада ние ќе најдеме начин како децата на тие семејства ќе одат во училиште и ќе добијат свидетелство, како семејствата ќе имаат здравствено осигурување и како ќе добијат социјална заштита, затоа што тие граѓани живеат пред нашите очи и ние не смееме да мижиме за нив. По однос на другите постапки, ќе се треба да се обратите во другите надлежни министерства кои што се одговорни за државјанство, регулирање на статус и така натаму. Благодарам. Пријатно. Hvala.